Благодарам. Долго сте во политика и сте искусен, кога не сакате да одговорите нешто, да зборувате за се, освен за тоа што беше прашањето. Заради македонската јавност и оние што не гледаат, моето прашање беше, вие тврдите дека бил во Скопје, има сознание дека бил надвор од државата, и да прифатиме дека бил во Скопје. Човекот сам кажа дека имал 40 температура и дека се лечел и дека бил во изолација надвор од семејството, значи не бил онаму каде што живее под кирија. Па прашањето е каде бил, во која куќа или во кој стан бил, и многу едноставно прашање поставив, а прашањето е која е таа куќа или стан и дали согласно процедурите кои што ги имаат истражните органи е направен претрес на куќата или станот каде што бил со цел да се обезбедат соодветни докази кои што може да бидат во корист на постапките кои што се во тек и кои што можат да донесат до одредени сознанија. Одговор не добив, што значи дека немате одговор на ова прашање, што дополнително во јавност само ќе ги зголеми шпекулациите дека не бил во Скопје и нема да го направам она што можам да го направам, а тоа е да не ви поставам дополнително пратеничко прашање. Еве уште еднаш го поставувам пратеничкото прашање за да ви дадам шанса да одговорите. Иначе, како сакате сватете ме, сум гледал вакви серии во минатото со вашите сегашни, да речеме, истомисленици или како да ги крстам, кои што во едни други времиња исто така поразите се обидуваа да ги представат како победа. Сум гледал слични вакви аплаузи не во оваа сала, во салата на приземје долу. Во тие моменти така изгледало добро, се јачале, се силеле, гледаме како завршија, за жал, не му посакувам никому да заврши лошо, но мислам дека овие знаци на патот порано треба да ги видите, ако зборуваме отворено, и кога работите не се добри, подобро е да кажете дека не се добри, отколку да ги славите поразите како победи. Мислам дека е потценување на интелигенцијата на македонската јавност да кажете дека Сашо Мјалков се криел во седиштето на ВМРО да помане, од две причини. Прво, зашто полицијата не влезе да го најде таму, и второ, треба да ви одговорам на исти начин, а тоа е веројатно се криел или во владата или во седиштето на СДСМ со цел полицијата да не може да влезе и да го најде таму. Па сега, ако сакате на тој начин да разговараме, ова е дискурсот. Ама јас ви велам, ако се обидувате поразите да ги представите како победи, ова е дискурсот, ама не завршуваат добро. И сум видел едни претходни кои што не завршија добро кога поразите ги представуваја како победи, и затоа е пораката да не продолжиме како општество поразите да ги представуваме како победи. Финално, еве, ќе ми дадете уште 10 секунди, истото прашање сакам да го поставам, затоа што не добив претходно одговор, а тоа е, ако бил во Скопје, во која куќа или стан бил, затоа што тоа е прво прашање што треба му се постави, имајќи предвид дека јавно самиот кажа дека бил на друго место, а не дома, имајќи предвид дека имал 40 температура, и второ, дали е направен претрес на станот или куќата каде што бил со цел да се обезбедат материјални докази таму. Благодарам. Благодарам. Одговор на